Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, значи ја видовме нашата драга Пипи Мила Драгица. И што ни останува, драги мои, да ви кажам дека навистина сум пресекна што беше повторно во Скопје, што можевме навистина да ја слушнеме и да ја видиме, заради тоа што и моите гости, кои што еве веќе се седнати покрај мене во студиото, го изгледа овој прилог што пред малку, значи, го проследивте и вие и беа одушевени од нејзе. Така да, значи, секогаш ќе биде добре дојдена овдека на нашите простори, нашата драга Пипи Мила. Ја поздравуваме затоа што знам дека со нетрпение го очекува овој прилог кој што вие денеска го одгледавте. Драги мои, што да ви кажам, навистина сум пресвекна затоа што ми дојдоа на гости многу драги пријатели, не ги знаете од порано, не се за прв пат во емисијата, но навистина за мене голема чест овие луѓе да дојдат затоа што доаѓаат од Кочани. Причината за која што доаѓаат ќе ја видите наскоро, имат со што да се гордат и покрај тоа што на прв поглед ситуацијата можеби ќе ви изгледа помалку тажна. Но не, тоа се храбри луѓе, затоа, драги мои, јас низ моите емисии постојано кога велам дека најважно од све е да се облюбовиме и да правиме добри дела, да ја зачуваме добрината во себе, овие луѓе се навистина пример за тоа. А пред малку добив еден многу добар и убав совет од ова прекрасно момче кое што ќе го видите сега наскоро кога ќе се отворат екраните, да си ја зачувам својата трпеливост, бидејќи сите ние во некои моменти навистина помалку излегуваме од балансот со себе и бидејќи овдека во нашето студио знае да биде динамично, додека се наместиме, додека направиме некои работи, па додека се наместат камери, светла, излези, влези, знаете како е веќе кога ќе влезете во студио, може би не знаете, но тие тука покрај мене навистина ми даде мојот драг Андреј ми даде прекрасен совет за денеска, а верувам дека и вие ќе се одушевите кога ќе ги слушнете. Овдека е покрај мене Андреј Стојановски и неговата мајка Наташа. Добре ни дојдовте, од Кочани ми доаѓаат овие прекрасни луѓе. Добре ве најдовте. Јас сум почестен што сум повторно во вашата емисија и навистина ви благодарам што ме поканивте на првиот повик за покана што ви го испратив. Благодарам, Андрејче, многу се радувам, злато, значи Андреј беше пред да ода, драги мои, во Русија, значи сега Наташа ќе ни објасни. Андреј беше на лекување со матични клетки во Русија и беа гости овдека пред да појдат во Русија заради тоа што требаше навистина парична помош за да се оствари тоа лекување на Андрејче. Сега, Наташа навистина ги направи сите серијски човечки напори, но кога се вратија од таму со многу убави резултати и со целата среќа како што го гледате Андреј мене на телефонот ми исплати гласовна порука и рече: "Драга Јулија, јас сакам да видам гостин повторно во твојата емисија и затоа денеска вратите за Андрејче се отворени." Јас ви благодарам што ги отворите вратите на вашето прекрасно студио и на вашата прекрасна екипа и ви благодарам што ви овозможите да ви ја раскажам мојата приказна од како се вратив во Русија и не само мојата приказна, туку и моите чувства кои ги добив од таму и сета позитивна енергија, видејќи луѓето таму се многу позитивни луѓе, во Русија има многу позитивни луѓе, така да не знам што друго да кажам, освен се најпозитивно за таа земја. Браво, браво, Андреј. Еве сега, значи, навистина, да ќе ни кажеш, ти имаш уште што да ни кажеш, уште многу нешто, знак гледачите, останете, драги мои, до крајот на емисијата и секако телефонските броеви ќе бидат отворени за вас. Денеска, значи, од овој момент, ако сакате да поставите некое прашање, да го охрабрите Андреј, да помогнеме, значи, да продолжи неговото лекување, да ги добиете овие прекрасни издания од нашата драга Пипи Мила Драгица, а сега, еве, да ја прашаме Наташа. Наташа,
како мајка на Андреј, навистина имаш со што да се гордееш со твоите подвизи кои што навистина ги правиш да бидат неверојатни, просто да изгледат неверојатни, но уште неверојатно е што вели Андреј, мене во Русија не ме посматраа како чудо, ме посматраа како равен на нив, но овдека овој подвиг на Андреј е равен на чудо навистина. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата за учество во вашата емисија. И да се заблагодарам на сите хумани луѓе кои што ни помогнаа за прв пат да отидеме на првиот третман со лекување соматични клетки. Значи, третманот е стварно многу скап. Луѓето ни помогнаа, парите ги собравме, отидовме. Да кажеме што е проблемот на Андрејче. Значи, Андреј е роден според нивна, таму имаше он комплетно испитување. Значи, таму повторно направивте сите испитувања. Значи, сите можни испитувања ги имаше таму, некаде испитувањето траеше околу 2 недели, додека да се почне процедурата со матичните клетки. Значи, тука се водеше само како дете со церебрална парализа и толку. Додека таму ни објаснија дека фактички он е роден со страшно големо воспаление на мозокот. Тоа сам се е изборил, никој не го е приметил, ни еден доктор. Значи, неговото тело без никакви антибиотици, уште како бебенце, сам се е изборил и тоа воспаление е створило ожилјак измеѓу двете комори. Тај ожилјак му смета на преносо на информациите од една комора во друга комора. Со помош на матичните клетки, според мислењата на докторите и професорите во Русија, ќе се убрза процесо со кој што ќе може да се дел од информациите пренасат, додека друг дел, на тај дел кој што е оштетен ожилјак, друг дел од мозокот ќе ја преземе неговата функција. Но затоа Андреј е пак, значи, вон сериска има интелигенција, тоа е нешто неверојатно. Ти сега зборуваш за мозокот, може би се јавиле некои оштетување, еве други вака физички, да речеме надворешно. Но Андреј е надпросечно интелигентно дете, јас сум фасцинирана од него, значи тој ќе биде голем научник, писател, не знам што ќе бидеш, Андреј, кажи ми. Јас и во претходните емисии кажав и сега пак кажам, дека јас веќе се трудам за науката, така што го прочитав атласот по зоологија и веќе написав неколку своји текстови, сега читам и анатомија и заедно ќе ги спојам во една книга и се надевам дека ќе ме поканите да ми бидам гостин и овде да ја промовираме книгата, бидејќи ми сакаме да отидам по патот на професорот Циферганов, да бидам професор, доктор на универзитет по неврологија. Браво! Значи, доктор, професор по неврологија. Браво, Андрејче. Натешка, да продолжиме кај што застанавме, уште малце да пообјасниме, па ќе се... Значи, сета таа моја работа, без разлика дали тоа било физичка работа, односно вежбање или умствена, значи, јас и у претходната емисија кажав дека сама го описменив Андреј, потоа имаше некоја приватна професорка, меѓутоа кратко траеше. Он нормално требаше да си оде во нормална школа, меѓутоа во нашите школи во Кочани кај што живееме немаат услови, тоа е повише кабинетска настава таму и немаше услови, така да јас продолжив дома. Значи сега благодарение тешко беше. Тешко беше, напорно беше, ама бев многу упорна и продолжувам да бидам упорна, затоа што прво и основно сакав да го описменам. Така. Ако не може, барем нешто друго, да знае да прочита. Ма он сега нешто да знае да чита. На вистина. Таков изграден речник има Андреј, толку убаво се однесува, толку убаво зборува. На вистина како да има завршено 3 факултета. Греота, штета е за овој дете и штета е општо за сите деца како него што се со церебрална парализа, па и
со друга некоја повреда, а со очуван менталитет, а што не може да одат на школу. Тоа е стварно затоа што они А природно... зашто да не може да оди во училиште? Може би треба во посебни училишта, каде што? Значи, кај нас има училиште, да, има посебна школа, меѓутоа тоа ги опфаќа децата со пречки во менталитетот. Додека Андреј не спаѓа во таа група, така да едино во некој поголем град, додека на мене условите тоа не ми го дозволуваат, така да ние сме таму дека што сме и тоа е тоа. Сепак пак ќе кажам дека е голема штета. Да, секако дека е штета, заради тоа што Андреј, поготово Андреј има и многу желба да учи, да чита, да осознава. Тој кажа дека и во Русија сега кога бевте, дека може да се горди и да се пофали со сите оние терапии што ги примаше и што вежбаше, значи во Русија, дека што прочита Андреј? Јас го прочитав Анатолски атлас, Лариса Клисарова и Уруковска. Браво! А кажи ми професорот што те лекуваше, главниот професор, какви се впечатоците и ќе видиме и фотографии овако што ги донесовте од режијата ќе ни пуштат? Професорот Андре Стефановиќ Бруховецки можам да кажам дека ми именјак. Именјак ти е, браво! Да, и ме прими предпоследниот дел во својот кабинет и ми ги даде неговите дела кои ќе почнам да ги учам со големо воодушевување, бидејќи тој навистина се потруди, човекот иако имаше работа во лабораторијата, тој навистина се потруди да најде еден саат време од својата скапоцена време и да ми одвои на мене обичниот човек. Тоа е разликата помеѓу овдешните луѓе и тамошните луѓе. Овдешните луѓе се гледаат само како инвалид човек. И кога одиш да купуваш, например, од книжарница книги, бидејќи и самите вие кажавте дека ја сакам многу книги, ти во некои книжарници велат, а што ти ке разбереш од оваа литература? Ау, добро, Андрејче, ќе кажеме, понатаму ќе продолжиме сега, бидејќи одат слайдовите. Еве, јас би сакала малце да пообјасниме, Наташа, браво, овдека гледаме Андреј како на вистина напредува, како стои, сигурно радоста била голема. Многу голема, овде е прв пат Андреј кога застана самостојно. Значи, видите, тој е само врзан на колената, зашто мора да му бидат исправени. Сега се трудиме тие справи да ги донесеме дома, за да можеме да продолжиме да вежбаме. Значи, напредок има одма. Значи, се приметува напредок код кај Андреј, посебно затоа што он има многу голема волја и многу за работа. Така. Упорене. И колку и да му представува, овде е веќе врзан за тегови, за да може да ја исправа кичмата, колку е можно повише. Значи... Каква беше терапијата? Што примаше Андрејче таму за да вака... Терапијата ништо. Терапијата си беше истата терапија која што си ја примаше во Македонија, посебно ништо. А матичните клетки, значи, си го направија својата? Да, матичните клетки и вежбите. Аха, и вежбите. Он таму има примано 2 дози на матични клетки за прв пат. Значи, добро ги поднесе, немаше никакви некои негативни нуспојави или нешто. Сега треба да одеме на втор третман. Значи, третманот не е закажан за 10 јануари, кој што е кошта некаде околу 9000 евра. Да, можеме ли, еве од нашата режија да ги дадат исто жиросметките, телефонските броеви да ги кажеме, за да може да донираат, значи, еве сега сме повторно во студиото, значи ќе ги замолиме, еве ги, значи, горе, момците работат во режија, ви благодарам многу, момци. Значи, еве, овие се нека постојат малку подолго време, за да можат нашите гледачи да се информираат, да ги запишат телефонските броеви, жиросметката во Тутунска банка. Девизна сметка имате? Имаме, да, таму ја пише. Еве и девизната, да, ја гледам од тука, значи денарската сметка на НЛБ Тутунска банка, девизната жиросметка
Исто така телефонските броеви, значи сега на Мобимак само Да. имате телефонски број, од тука не можам да го прочитам до 070 143, така? Да, 110. 110, да. Драги мои, вие кои што гледате сега, што не следите, можете веднаш да свртите некој да го свртите овој телефонски број за да вистина помогнеме Андрејче повторно да отиде во Русија и да напредува. Вака, види, вака е сила, вака како во теретана. Да, тоа е прв пат кога беше ставен на лента, кога ја почувствува својата тежина и кога прв пат, да, со помош, тоа не е самостално, прв пат почна да ги движи нозите, да ги чувствува нозите, во почетокот му беше тажно. Имаше некое чувство, тоа мамо, ќе можам ли јас? Меѓутоа таму, благодарение на некои луѓе, дојдовме му земав од таму дубак, посебен елеватор со дигање, кое што вистина се прилагодува на неговото тело, така да продолжуваме и дома. Не можеме нормално да одеме од одма многу, меѓутоа одеме чекор по чекор, работиме, па можам да кажам дека скоро добар цел ден, значи нешто се работе, нешто се вежба. Посебен акцент ни е ставен од професорот и од докторот негов, дека за овие 2,5 месеци додека треба да се врнеме, да работиме посебно на кичмата, видите он веќе сам седи. Значи, Па тоа ме радува заради тоа што кога дојдовте, јас мислев дека со количката ти ми рече Андреј веќе напредува и може да седи значи на столица нормално и затоа многу е тоа убаво за пофалба е. Да, да, има и други, мислам, напредувања. Ова чекај, ова е некое видео? Да, видео. Да, видео ни пушти од режијата, добро. Еве ги првите чекори негови. Одлично. Кој што одеше на лента. И тука беше некое посебно чувство, посебно за мене, за него. Да, кога си го виде сопственото дете дојди вака, е голема радост, сигурно, и тука сигурно се и солзи радосници и се има. Бога ми, имаше се. Да. Пак ќе кажам, многу голема благодарност на луѓето кои што донираа и кои што ни овозможија да отидеме за прв пат. И јас повторно би ги замолила за нивна помош, за да можеме да продолжиме со понатамошното лекување. Секако, еве, од овдека апел, значи, навистина сите добри луѓе да се приклучат, да донирате, драги мои, колку што можете, заради тоа што нашата помош многу значи, заради тоа што кога некому ќе му подариме живот, ќе му го разобавиме животот онака како што треба, навистина, тогаш тоа таму каде што треба ни се пишува 10-струко, драги мои. Но да не бараме во се, нели, потврда дека нешто треба да добиеме. Најголемото чувство е чувството на среќа кога нешто даруваме и пубаво од тоа нема. Сега, Андрејче, кога сме веќе тука, значи, ајде да продолжиме да кажеме како ти се чувствуваше, значи, еве, мајка ти кажа, но најбитно е да кажеш ти да ги знаеме твоите чувства, твоите емоции. Јас се чувствував, пред се се прашував дали сум тоа јас, дали тоа го правам јас или некој друг човек, бидејќи кога ги почувствувате мадичните клетки како мадични клетки, тие самите ти дават сила, ти терат да имаш послободени раци, послободени нозе. Сега, јас морам да кажам дека и од таму докторите рекоа, мене малку ми боли кичмата таму, каде што се ми ставали мадичните клетки, но тоа нормално да боли 1 до 2 месеци, но јас се чувствувам прекрасно, со поголема сила и поголем жар за работа. Значи, не само физичката работа, јас морам да напоменам на гледачите, не само физичката работа, туку и мадичните клетки ми помогнаа и на психичката работа. Браво. Така што сега јас побрзо читам, отколку што читав, и сега можам да читам по 3 страни дневно, а некогаш и по 4.
браво, А и браво. вие самите знаете колку науката значи за мене. Да, секако дека знам колку значи науката за тебе. Наташка, да кажеме, еве вака ти како мајка, навистина ја почувства онаа среќа која што сакаше да ја почувствуваш заради тоа што навистина да се го видиш детето, нели, како оди и си тој труд што го направи, да видиш дека навистина се исплатеше. Кажи ми како беше таму приемот, колку денови останавте во Русија? Ние во Русија бевме 32 дена. Приемот беше прекрасен, значи клиниката уште на аеродромот не пречека. Со придружба отидовме до клиниката, бевме сместени. Третманите беа цели 2 недели испитување, меѓутоа ниту во еден момент нема да се почувствуваш дека си во болница. Значи, толку пријатни беа луѓето, толку позитивни настроени и секое едно испитување до детал беше објаснето. Значи, без разлика дали е добро или лошо, значи закривање нема. Секоја една процедура се објаснуваше предходно пред да биде Андреј однесен. Значи, не можам да кажам, значи како прекрасно место, што е Каде бевте, во кој град? Тоа е во Москва, Неуровита клиника. Значи, таму исто ние дека што бевме, ние бевме каде што се работеше со деца со посебни потреби. Не само деца, и повозрастни имаше. Има друг оддел каде што работат со исто соматични клетки, меѓутоа со луѓе со канцер и разни други видови на заболувања. Јас сум исплатливо, скапо, пак ќе кажам, благодарност до сите хумани луѓе, ама барем исплатливо. Тука поминавме страшни тортури, со страшни операции, со страшни разни видови на терапии, скапи и 300 чуда ни беше обеќено. Ништо не. Немаше такви резултати како Не, кога отидовте не, таму. не. Добро. Еве сега да го прашаме и Андриче. Андрей научи руски да збориш. Но понимаеш руски и јас знаем руски. Да, така. Аха, но што научи Андрей? Ајде да видиме што е Андрей по руски. Молодец! Ну, молодец! Молодец, значи момче сум. Значи, молодец, значи храбро момче, силен дечко. Така. И како те вика уште? Како вика дека си убав? Ти вика красавец. Красавец, Но јас не се чувствува се уште така, бидејќи и сами јас многу купив од русите, тоа е навистина точно, но успеа да собрам и од професорот Чепреганов, пак си го спомена. Да, без Чепреганов не може, еве го поздравуваме професоре Чепреганов. Поздрав за Андреј, сте херојот, неговиот херојот кој што тој навистина е одушевен и секогаш ве спомнува со полна уста. Мој дар пријател и мој деновета, професорот Чепреганов вели се кога кадеш до перифердал, така викат старите грци, кога кадеш до еден перифердал, да значи до еден врв на мозокот, тогаш можеш да се пофалиш дека нешто си постигнал. До тогаш ништо. Сонце, ти твојот мозок како работи, значи Чепреганов не залудно и тој ти има што има Чепреганов кажано за тебе? Тој има казано дека јас сум чудо од човек. Да, чудо од човек, да, чудо дете, браво. И навистина си чудо. Заради тоа што таква животна енергија, таков капацитет, таква интелигенција, браво, Андреј. И навистина, драга Јулија, покрај моите вежби, покрај читалите, јас сакам како што века мајка ми напомена, сакам да ги завалам граганите уште еднаш, повторно не ми спрета порака, да ги отварат своите големи срце
и да покажат своята хубава сладела. Бидејќи тие конделираат Шанделара. За мене тие Шанделара значат еден подобар ускор. Замислете вие колку позитивно сте дали на тој човек, колку сте му вдахнали енергија, колку можете да се гордеете со вашите дела, со вашата хубавост и со вашите дела. Така е, Андрејче. Драги мои, го слушнавте, Андреј, го слушнавте ова паметно дете, ова вонсериско дете. Па, драги мои, еве, да не останеме равнодушни сите колку што можеме да помогнете, ги видовте, значи, телефонските броеви и жиросметките повторно ќе одат на нашите мали екрани. Јас сега овдека предлагам со една музичка numera да направиме малку пауза. Тоа ќе биде Мајко Божја, мојата песна која што испеана на филиграни. Па нека е Мајката Божја и Синот Божји Исус Христос, за кого се посветена оваа песна, навистина нека ни бидат од помош и нека му се осветлува патот, значи, на нашиот Андреј да си ги оствари своите соништа. Одиме, драги мои, со музика од, значи, тоа е филигранска песна, испеана на филиграни. Текстот е на Бранко Николовски, а на музиката е на Оливер Глигоров. Прекрасна и аранжманот е на Оливер Глигоров, прекрасна песна која што освои прва награда од публиката, па одиме да ја проследиме и потоа повторно се враќаме во студиото. Ве чекам, драги мои, вие кои што сакате да се јавите на нашите телефони, овдека стојат изданијата на нашата драга Пипи Мила Драгица, Пат искаен од светлина, потоа магијата на мојот дедо и магијата на трансформацијата од минус во плюс, четива кои што и тоа како ќе ви дојдат добро, значи да ги прочитате. Одиме со музика. Oblaci izvišena, letaj v nebesa ti radosna, kako angel so kriljata. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Toj mi daruva, solza majko kapnuva, tebe presveta te baknuva. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Majko Božja, Bogorodice,
tebe tlanka ti podavam, daj mi zrno od radosta, iskra nadeca nasmevka. Majko Božja Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, gdje te molam za spasenje. Majko Božja Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, gdje te molam za spasenje. Imam silna verba vo tebe, gdje te molam za spasenje. Budenje so Julija. Kozmetičko studio Žaneta Estetik. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Žaneta Estetik. Budenje so Julija. Ете сме, драги мои, повторно во студиото, значи проследивме малку музика, малку реклами и еве сме повторно во студиото. Ве очекуваме, значи, ве очекуваме и вас да ни се придружите. Овдека со мене се Андреј, нашиот херој за денеска, и Наташа, неговата мајка, кој што навистина имат еден предизвик голем во животот, голема борба со која што, еве да кажеме, Андреј, колку години имаш, Андреј, колку години се борите со церебралната парализа? И со епилепсијата. 23. 23 години има Андрејче. Значи, навистина, драги мои, тоа е веќе момче и како што вели за себе, значи се чувствува навистина како еден човек кој што не се чувствува хендикепирано, туку се чувствува равен на другите, на сите. А тоа чувство, за да се чувствува така, го доби и се зголеми уште повеќе со престојот во Русија. Андреј, да кажеме, уште еднаш каков е третманот, што доби. Добро, имаме гледачна линија, ајде да видиме, некој ни се јавува. Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден, повелете, кој е на телефон? На телефон е Васка од Кисела Вода, господја Јулија.
емисијата ви е прекрасна. Секој пат ја гледам, мислам неизоставно. Сега во моментот јас пред да оди Андреја исто го гледав. И сега, да ви кажам, многу се чувствувам, не знам, возбудено кога го гледам вака ова што се случува со него. И јас во име на неговата мајка и него ги замолувам сите, ако можат да му помогнеме за второто одење негово. Благодарам. Многу благодарам, ни треба вака хумани луѓе на вистина да ја подигнеме свеста кај нашите граѓани, не осиромашуваме со 100 денари, знам дека има многу луѓе на кои што им треба право, да. Да. Но еве, вие гледате Андреј колку паметно дете, тоа е на вистина Нешто неверојатно. Јас пошто можам да направам сега разлика од претходниот и сегашниот пат, Андреја е нешто феноменално. Браво, значи од минатиот пак го гледавте. Гледаш ли Андреј? Да, и сега, значи нешто феноменално. Браво, да, и многу голема има промена. Еве, тој сега сам може да се седи и на столчето дека затоа не сакавме да видиме. Тогаш беше со помош дојден, сега еве гледам го срце. Не можам, многу сум возбудена да ви кажам. И сега јас покрај сето тоа, дали би можела јас од Драгица една книга да добијам од Пипи? Да, секако, која книга ја сакате? Секако? По можност, ако може, таа првата. Ова? Или оваја? Првата, во жолтата што беше, жолто. Жолтата? Да, жолтата. Патот искаен од светлина, да. Патот искаен од светлина, ќе дојде во вашите раце, повелете, дојдете во нашата телевизија, нашата драга секретарка Сузе е тука. Значи, гледате во некое време од 10 до 15:30 часот да дојдете во нашата телевизија за да си ја подигнете книгата. Добро, ви благодарам многу и се најубаво, Јулија. Благодарам и на вас, останете ми во добро. Ете, Андрече, благодарност. Гледаш, има луѓе како те следат, значи, од првата емисија кога си бил овде кажената. И јас благодарам на луѓето што ме поддржуваат без разлика дали финансиски или морално, бидејќи секогаш лежнат и финансиската поддршка само како поддршка. Некогаш ти треба и морална поддршка, ти требаат и луѓе, бидејќи самиот Господ Бог рекол, не можеме да бидеме сами на овој свет. Така е. Значи, поддршката од луѓето, моралната е многу важна. Гледате, драги мои, колку е Андреј благодарен, значи, на моралната поддршка, вели, и не мора само парична, но многу значи кога некој морално те поддржува. Одиме со другиот гледаш да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Ангелина на телефон. Ангелина, како сте? Добар сте, поздрав до вас, до гостите. На Андреј му посакувам што побрзо оздравување. Секако, гледате како беше интересно, како Андреј во Русија се кане на нозе со помош, значи, на матичните клетки, со помош на сите оние справи, на она, на вистинска докторска грижа. Кажете, Ангелина, уште нешто што ве интересира, може би да ви одговори Андреј или Наташа? Не, само го гледав со големо воодушевување и му се восхитувам на детево да оздраве што побрзо. Так. Јас ви благодарам. Андреј е многу благодарен. Ангелина, дали сакате некој од овие изданија на нашата драга Пипи Мила Драгица, која што и таа еден вистински херој, и Андреј се заљуби, рече, јас имам и за Андреј книга, секако дека ќе добие, заради тоа што вика, јас сум воодушевен од луѓе така што ги победуваат болестите кои што се избори со карциномот, но која што пишува сега книги како што Андреј може да биде мотиватор, да ги мотивира луѓето како да го променат животот, како да се променат себе си, така и нашата драга Мила Пипи. Која книга би ја одбрале? Па може ова Чаролија. Супер. Значи ова магијата на мојот дедо, од каде е изворното знаење на Пипи Мила Драгица, овие многу интересни, да кажам, поучни приказни има кои што духовно на вистина ќе ве збогатат и тоа како. Океј, значи ќе дојдете во нашата телевизија, нашата секретарка Сузе е тука во секој момент, ќе си ја подигнете книгата. Може така? Океј, имајте убав ден. Ете, Андрејче, гледаш како имаме, значи, поддршка. Одиме со следното јавување. Да видиме дали се исклучи.
пушнат некој сигнал како да се исклучи. Не, Наташка, нема зошто да се извинуваш. Ако ти треба апаратчето, бидејќи, драги мои, Наташа има астма и подкашлува, ако ти треба апаратчето, слободно земи си го. Добре. Знам дека сте многу скромни, но сепак ако е потребно нешто, немој да се мачи, значи со кашлањето можеме да си го земеме, или некој ќе дојде од горе од режијата, некој да дојде, ќе ве замолам некој да дојде за да не станува Наташа, да го земеме незиното апаратче за астма, која што е неопходно, која вака во вакви ситуации, може би и возбудата си го прави своето, Нате? Се. Да. Еве да кажеме, Наташа, да кажеме дека ти си самохрана мајка. Да. И сама се избори со се она што треба да се избори. Повелете дојдете од оваа страна за да го земете апаратчето, да, во ташна, затоа што и представува потешкотија на Наташа да зборува. Драги мои, емисија во живо е ништо страшно, значи мораме да се однесуваме природно за да работите си течат како што треба. Заради тоа што навистина не е едноставно и не е лесно, овие луѓе се справуваат навистина со доста предизвици и со разни ситуации. Нормално и Наташа е денеска возбудена и затоа е потребно и нејзе помош. Па гледате, драги мои, значи, како велат, и покрај тоа што треба да се бори за да го крене Андреј на нозе, бидејќи тоа е незиниот сон, сепак треба да се бори со самата себе, бидејќи ете си има начнато од сите тие стресови, од сето она што се случува, значи и незиното здравје е начнато, така да, значи, навистина сите вие кои што можете да ни се најдете и да помогнете, да ги свртите телефонските броеви или пак да донирате на жиросметката тие кои што може да направат нешто повеќе, а исто така знам дека има и многу организации, значи, кои што можат хумано да придонесат. Наташка, имаше ли некој од Кочани, од градот, некоја организација, некоја фирма што ви се најде на помош? Да, имаше неколку фирми кои што донираа од Кочани. Кои се па можеме да ги кажеме ако ги паметиш? Значи тоа беше Амфенол, Антура, имаше некои приватни конфекции што така што донира, господинот Ситновски, значи доброволно, мислам, и пред да отидеме, имаше донирано пари на сметката на Андреј и пред да отидеме, лично ни се яви, за да не попраша дали ни треба нешто од средства, нем нешто да не недостасува, зашто во цената е само лекувањето на Андреј. Јас исто имам сместување таму, додека храна и лекови некои што треба да се купуваат, некои тоа е се на приватно. Храна, мислам, храна за Андреј има обезбедено, додека за мене стануваше збор. Да. Многу голема благодарност до сите и нека извинат некој ако сум забравила да ги спомнам. Така јас два пати имав штандови правено со мои лични изработки. Дечињата од средните школи од Кочани пријатно не изненадуваа неколку пати со тоа што организираа турнири за Андреј. После имаше детенце Тоше, кој што му имаше помогнато, Тоше Проевски, многу поодамна. Тој продолжува да ги прави тие концерти. Концертите се по патеките на Тоше. Така носат концертите име по патеките на Тоше, одлично. Да, исто концертот, средствата собрани од тај концерт беа наменети за Андреј во лекување. Пак ќе кажам, многу фала на сите и нека ми извине некој ако сум забравила да го спомнам и ќе ги замолам доколку се во состојба повторно да донираат. Еве ќе замолиме пак од режијата, драги мои, ако може да ги ставиме телефонските броеви и жиросметките за донација. Од режијата еве нека отидат уште еднаш за да можат луѓето навистина да се информираат за да донираат. Додека да тргнат жиросметките, еве ги веќе ги гледаме. Може да ни се јави уште некој гледач, имаме уште малку време, или пак, значи, доколку не можеме или се исклучени да
Андреј, че да го слушнеме, Андреј, да го слушнеме со она што има да ни го каже, уште е нешто што сака да ни пренесе, затоа што навистина е драгоценост кога се слуша Андреј да зборува. Јас сум воодушевена, јас уживам кога го слушам Андреј. Јас ти благодарам на таквиот комплимент и се почестен што се угостил во оваа емисија и се надевам дека ќе напредувам и понатаму со помош на граѓаните секако и со нивната хубавост и се надевам дека ќе ја објавам книгата, бидејќи јас веќе како се кажам имам неколку написана страници пред одите во Русија и секако пронајдов контекст, но исто не смеам да запоставам и физичката работа. Бидејќи во мојата болест е важна колку психичката работа, толку и физичката, така да... Така, еве, драги гледачи... Мора да оди напоредно. Да, еве да кажеме, драги гледачи, значи еве го слушнавте Андреј додека оде овие слайдови, но мораме да кажеме дека навистина ова се средствата околу 9000 евра кои што требат за повторното одење во Русија за матични клетки за Андреј. Но верувајте, имат многу издатоци овде заради тоа што Андреј, еве како што знаете и самиот сега ни кажа, значи не се исто така треба доста за да се негува овдека за вежбите, значи треба физиотерапевт специјален човек што ќе каже ми Андриче што се е потребно значи за да ти можеш да го надминеш се во ова. Па видите сега, јас имам потреба од една справа која со помош на некои луѓе кои ги отворија своите срца им благодарам. И за тоа ќе ми ја направат справа на бесплатно, таа справа на која што ја видовте тука поставајќи го овие слайдови, таа справа на која што јас работам во Русија, значи таа справа ќе ми помогне во вежбите за китвата и за наистина исправуване. Бидејќи со самата болест, а китвата добива сколиоза од самиот спазам, од самото стегање на мускулот. Таа добива сколиоза. И тоа е таа. Така, значи, драги мои, еве гледате на Андреја, му треба, значи, помагала помошни средства со кои што ќе продолжи овдека да ги прави тие физички вежби за да си помогне да му се исправи кичмата и навистина сето тоа и тоа како чини. Наташка, уште нешто што би кажале што е неопходно, еве заради тоа што веќе ќе мораме и да привршуваме? Сами работиме. Справата е во тек, таа се прави. Значи се прави некој тука ја изработува по терк на она справа во Русија, што беше? Да, во Русија што е. Значи, она се обично зима готов дел, поголем, некаде околу 50% е таа справа. Грото по теретани некој ја има, меѓутоа има додатоци кои што морат да се направат за полесно Андреј да се работи со него. Моментално сами работиме двојцата. Неопходен да кажеме еден апел дека ви е потребен физиотерапевт или масажер, масер, да. Масер, најверојатно, драги гледачи, еве ако знаете вие, еве Наташа ќе каже подобро вака преку малите екрани, можеби ќе се јави некој кој што е компетентен за тоа. Потребен е масер кој што како да кажам, не работи само таа класична масажа, него масажа која би биле масирани секој дел посебно, секој мускул посебно, затоа што вежбите му што сега стварно многу јаки, он е вежбите ги работи, меѓутоа неговото тело се уште не е навикнено, така да он веќе добива воспаление на мускулите. Како е кој ќе добиеш воспаление на мускул, Андреј? Верувате, страшно. Ама и добро чувство, а? Страшна полка, страшно затегнување на мускул, така да не ви го препорачала нека драга Јулија. Ама јас видов таму на сликите исто дека ти дигаше тегови, некои текчиња имаше во рацете, да? Тегови. Теговите беа највише од 10 кила, така да... Браво, сила си, знаме ја што значи тек од 10 кила да дигаш. Да, маладец, но маладец. Добро.
Добро, драги мои, еве што да ви кажам, значи навистина гледате колку е голема радоста на Андреј и навистина е маладец, навистина е храбар, Андреј да пукне, да маладец. Имате да пратаме на порака на сите Да пратиш. луѓе што имаат некој проблем, посебно до оние што се борат со канцер или што веќе го надмирале канцерот. Така. Луѓе, држете се, бидете хубави, читете и држете се, затоа што животот е борба и секогаш треба да се бориме, но никогаш да не клониме со духот, секогаш да бидеме позитивни, бидејќи позитивната енергија е половина здравие. Така, Боже. Драги луѓе, дали слушате ви ова? Па може да држи предавање, Андреј, навистина. Така е, Андреј, значи ти си створен за мојата емисија. Ете, кој е прав маладец, кој е храбар, кој учи, кој знае како да се носи со животот. Видите, и мене животот не ме маза, мене мајките ме научиле да станам борбен и така да знам што значи живот. Так. А и морам да кажам сега покојниот ми таско е детото, така да знам што значи живот. Така, Андрејче. Епа, Наташа, јас мислам дека тука можеме да финишираме. Дали имаш уште нешто за крај да додадеш? Андреј ни испрати толку убави пораки, значи толку убави пораки ни даде да не... Јас би имал нешто да дадам. Ајде, додади, ајде. Да. Ви благодарам. Нека си се докаже. Ви благодарам што ме поканите на емисија и чест ми беше да бидам вас гостин. Се надевам дека ќе дојдам овде со думак и се надевам дека ќе објавам својата книга и се надевам дека на промоцијата ќе го повикаме професорот Цефергалев и се надевам дека тој ќе се одврзи на поканата. Како нема да се одвржи, Чепреганов ќе дојде со задоволство, го знам јас каков човек е тој, а јас ќе ти ја водам промоцијата на книгата, може? Ред! Дека одерат, Така, душа моја. Така, ти благодарам од срце. Наташко, ше нешто имаше да додадеш ти за крај, еве. Да, имам да додадам за крај само тоа да кажам дека пак ќе кажам многу голема благодарност до сите хумани луѓе и овие деца се ангели Божи да ги шетат, да ги дружат и да се радуват со нив. Така е. Заради тоа што навистина се полни со безусловна љубов, Андреј на најдобар начин ти ја покажува љубовта навистина и заради тоа ти имаш толку многу сила за да се тоа го изодиш овој пат. Еден од друг црпеме сила и овие деца не се деца со хендикеп, Така. него они имаат само физичка потреба да му се подаде вода, да му се подаде телефон. Значи, општо, сите да се обнасат со некако нормални луѓе, затоа што се многу почувствителни од нас. Така е, и Андреј и тој го сакаше. Андрејче, кажи ми како, уште еднаш да кажеме за гледачите, како беше чувството кога ти во Русија се почувствува рамен и сосема равноправен и ист како твојот професор и како таму го те ценеа тебе? Видите, сега Јулија, јас одидов во неговиот кабинет, тој ми кажа, човекот, бидејќи Значи, да го поздравиме професорот, ќе ја гледа оваа емисија, ќе му однесете видео таму. Како се вика? професорот Андреј Проховецки Стефановиќ. Андреј Проховецки Стефановиќ. Значи, професоре, имате поздрав овдека од студиото на телевизија Сонце, будење со Јулија и вашиот фан Андреј, кој што е одушевен од вас. Ви испраќаме поздрави и очекуваме да го гледате ова видео и Андреј од таму да се врати со уште поголеми резултати. Така ли, Андрејче? Ајде уште нешто до професорот. Уште нешто до професорот. Лично на него. Да, лично. Да продолжи со својата работа, да продолжи да ствара, бидејќи еднаш се најга таков ум
еднаш се раѓа таков ум. Браво, Боже, каков ум е ова до мене. Јас сум фасцинирана. И овде кога ќе го завршиме разговорот, ви благодарам што бевте гости, ви благодарам што дојдовте од Кочани, значи што се озвавте на мојата покана. Андрече, многу се радуваше, дали сега си задоволен од нашата соработка? И јас ви благодарам на поканата и се надевам дека пак ќе гостувам во вашите емисии, бидејќи чест да се работи со вас, а и чест да имаме една вака пријатна како тебе, драга моја Јулија. Сонце мое, сонце ти благодарам, да ангел на земјата. Наташа, уште еднаш благодарам и ми посакувам, значи, среќен пат за Кочани. И да се гледаме за добро заедно. Секако дека желбите на Андреј ќе бидат остварени, ќе бидете секако гости и се надевам дека навистина книгата за која што сонува набрзо ќе биде издадена и дека ќе сведочиме за успесите на Андреј од сите можни страни. И јас ви благодарам за поканата и се надеваме дека секој пат кој ќе дојдеме ќе бидеме со подобро здравје. Така е. Господ нека ве благослови. Одете, бидете светлина, ширете ја светлината како што е светлина, значи нашиот Андреј, че он е вистинска светлина, сонце, да. Добро, еве камерата може еден широк кадар, како дека се галиве со Андрејче, да. Супер, душа. Ајде. Секој е добро. Ете, драги мои, овдека, значи, ке се одјавиме, се изгаливме, се изнакажавме убави работи. Затоа бидете светлина и вие, драги мои, направете она што знаете, срцето што ви го бара, направете добрина, бидете задоволни, бидете срекни. Нашето малку за некого значи многу и тоа колку многу, драги мои, а јас од овдека од студиото на телевизија Сонце ви кажам уште еднаш дека многу ве сакам, многу се радувам што сте моја публика, што сте мои гледачи и што знам дека светлината ќе ја ширите и вие, драги мои, затоа што на вистина ова е време на промени, ова е време на добри луѓе, ова е време кога сите мораме да се обединуваме во добрите мисли, да помагаме на другите, зашто само така и нас ќе ни биде добро, драги мои. Затоа бидете хумани, бидете љубов,